Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели. Јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание посветено на здравата храна и здравиот начин на живот, и овој понеделник со мене во студиото е доктор Александар Митов, магистар по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Доктор Митов, добре дојдовте и во ова издание на Здравје. Добро утро, добро ве најдов. Во денешното издание на Здравје ќе зборуваме за природни супстанции во третманот на ракот. За почеток, храната има своје место и улога во третманот на ракот. Но дали постојат одредени супстанции кои би можеле да се консумираат и истите да имаат особено силен ефект во третманот на ова заболување кое зема се поголем замав? За среќа листата од ден на ден расте. До сега сме зборувале за сите видови на исхрана во целина, односно зборувајќи како еден режим на исхрана може да придонесе за третман на различни видови на рак. Меѓутоа денеска, еве како што најавивте, ќе се задржиме на одредени конкретни супстанции, на конкретни производи, каде што се присутни тие супстанции, кои што можат да придонесат и да имаат силен ефект за подобрување на состојбата кај пациентите. Сме спомнувале супстанции такви има во лукот, потоа слични супстанции кои што имаат сличен ефект има во брокулата, потоа во лененото семе, но во различни прилики зборувајќи за одредени видови на рак сме ги спомнували. Денеска би се задржал на куркуминот како посебна супстанција која што е присутна во зачините, кои што не се толку присутни кај нас, меѓутоа корисно е да бидат. Конкретно куркумин е субстанција или тоа е жолтиот пигмент кој што е присутен во кари зачинот или во турмерик. Значи тоа се тие два зачини кои што за среќа сега се и доста застапени кај нас и доста ефтини. Значи не станува збор за производи кои што се скапи, меѓутоа куркуминот е таа субстанција, тој жолт пигмент кој што од ден на ден се повеќе и повеќе научни студии докажуваат дека е моќен антиоксиданс и придонесува во подобрувањето на состојбите кај одредени видови на рак. Така, сведоци сме дека постојано има нови истражувања околу хемотерапија или цитостатици, но од друга страна многу слабо слушаме дека има истражување или примена на природни лекови. Да, зборуваме конкретно за малигни заболувања и третман на рак. Најдиректниот одговор на вашето прашање е тоа дека фактички нема позадина, нема индустрија која што би стоела позади природните лекови, која што би ги форсирала нив напред. Имено лековите кои што ги спомнавте, новосоздадените субстанции, хемиски субстанции, за секоја од нив, секоја компанија која што ќе ги произведе, нели ќе ги има тие патентни права, ќе може да го заштити производот, односно формулата и одреден период да ја користи на светско ниво со високи цени и така да направи огромен профит. Од друга страна, сите овие субстанции, знаете, вие не можете да направите монопол на брокулите или на куркуминот или на лененото семе, бидејќи се присутни и лесно достапни и многу ефтини. Од тука, за жал, нема реален интерес финансиски, да речеме, во тоа да се истражува на овој начин и да има доволен број на студии. Така да многу пати ќе слушнете, еве, например, кој ќе можеме, нели, најавивме дека ќе збориме и за канабисот или за сите други природни субстанции, ќе го слушнете изговорот, ама нема доволно научни студии или не е доволно истражено. Да, не е доволно истражено заради тоа што нема студии. Логично, но нема доволно студии бидејќи нема кој да инвестира во нив. Што не значи дека ние можеби нема да откриеме нешто позитивно ако истражуваме. Така да тој момент е битен да се знае. Може би да некого не му одговара да има доволно студии или да го финансира, тоа е сосема друга политика. Делумно и кон тоа алудирам. Так, но да се осврнеме на она што веќе се применува и што би можело да помогне. Споменавте куркуминот е еден од природните лекови кој може добро да влие врз здравјето на луѓето кај со веќе дијагностициран карцином. За кои видови на рак конкретно овој продукт може да го подобри здравјето на пациентите? Го издвоивме куркуминот од многу други.
листата за среќа расти е се подолга на такви природни супстанции кои што помагаат. Куркуминот е истражуван во неколку видови на рак. Меѓутоа пред се кај ракот на дебело црево е најдено дека може да придонесе кон реверзија, односно одвраќање на така наречените примарни преканцерозни лезии. Ние кажуваме на медицински, односно тоа се промени на дебелото црево кои што очекуваме дека ќе водат кон рак. Значи тоа се дали се во форма на полипи или слично, меѓутоа се претпоставува хистопатолошки дека ќе се развијат во рак. Анализирани се такви случаеви кога на тие пациенти е започнато организирано да им се дава на дневна основа куркумин во капсуларна форма, иако нели граѓаните може за превентивни цели да го користат во форма на кари, односно на зачинот кари, да го употребуваат секојдневно. Најдено е дека дошло до намалување на тие првични промени кои што би воделе кон рак. Кај колоректален карцином, односно кај рак на дебело црево, потоа кај рак на кожа, за рак на грлото на матката се најдени такви промени и исто така кај промени присутни во устата и во желудникот. Значи тие се неколку видови на рак кои што е најдено дека дури и во најраните форми, доколку почне да се дава куркумин во одредени дози, може да дојде до намалување или целосно враќање назад на промените, да не прогредираат до рак. Така, тука ќе направиме кратка пауза, па ќе се вратиме повторно околу употребата на куркуминот и што се содржи тој врз кои видови на рак може да делува. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје посветено на здравата храна и здравиот начин на живот со доктор Митов зборуваме околу природните супстанции во третманот на ракот. Една од тие супстанции е куркуминот. Доктор Митов, споменавме врз кои видови на рак може да делува куркуминот. Кое е својството, односно што содржи овој продукт за да има силно влијание во третманот на ова сериозно заболување? Самата субстанција куркумин е анализирана од хемиски аспект и е најдено дека има антипролиферативно, антиоксидативно и блокирачко дејство за канцерогените. Сега ќе ги објаснам овие термини, бидејќи тоа е чиста медицинска терминологија. Односно, најдено е дека куркуминот како смокина субстанција, која што е присутна во зачинот кари, дека може да ги стопира сите фази на развој на ракот. Односно, најнапред е анализирано, да речеме, во најраните фази, кога треба да дојде до трансформација, кога настануваат првите видови на трансформација во развојот на малигното ткиво. Потоа доаѓа една фаза која што се нарекува пролиферација, односно кога се проширува локално малигното ткиво, или пак инвазија на соседното ткиво, или дури и до метастатската фаза. Анализите инвитро, односно инвитро од латински нели во стакло или во епрувети кога се правени, најдено е дека во сите овие фази куркуминот има блокаторско дејство, односно го успорува напредокот и развојот на малигните клетки. Меѓутоа, не е анализирано ова само инвитро, односно само во стакло, туку е анализирано и кај пациенти. Сега тука е многу интересна оваа студија за која што ќе зборувам. Знаете, доста е тешко да се анализира кај кои пациенти кои субстанции предизвикуваат рак, бидејќи не можете да најдете вие доброволци кои што би биле подложени на такви испитувања. Но има една група на испитаници кои што доброволно се изложуваат на канцерогени секој ден. Тоа се пушачите. Тие секојдневно во нивната крв и во нивната урина секојдневно можете да мерите канцерогени субстанции кои што предизвикуваат промена на ДНК. И токму тук тоа е правено во таа анализа за која што сега ќе зборува. Земена е урина од испитаници кои што пушат. И таа урина е давана на бактерии, е ставана врз бактерии. И се следи колку од тие бактерии ќе почнат да мутираат, односно ќе дојдат до нарушување на нивното ДНК. И за жал, кај пушачите има многу голем процент на мутации кај бактериите кои што биле изложени на урина од пушачи наспроти непушачи.
И тука е правена анализа кај пушачите, додавано е во исхраната куркумин на дневна основа. И најдено е колку повеќе куркумин им се дава на пушачите, толку помалку кај бактериите, кои што се изложени на канцерогените од нивната урина, толку помалку мутации. Значи, истиот ефект можеме да го очекуваме и во нашето тело. Ова е веќе конкретна студија која што го докажува ефектот и која што ги покажува биолошките механизми за влијанието на куркуминот. Така, навистина интересна студија, но за жал, како што споменавте, се помалку се прават вакви истражувања и вакви студии, се помалку се финансираат, очигледно има некоја поголема позадина, да се надеваме дека во иднина дека и медицината, односно третманот ќе биде повеќе врз природна база, односно природни лекови. Може да се комбинира, значи јас во секој случај сум и тоа како поддржувач на конвенционалната медицина, но природните лекови си го имаат своето место и не треба да бидат подценувани. Така, ви благодарам за одвоеното време и за овие драгоцени совети што ги дадовте на нашите слушатели во ова издание на Здравје. Ви благодарам и вам. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев, техничка реализација Горан Авалук, видеореализација Никола Давчев. Денеска сме понеделник, 30 ноември 2015 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје во петок во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање и пријатен работен ден. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.